Јас на самиот почеток во својата најава кажав денеска веднаш по оваа тема и зашто ќе зборуваме повторно за потрошувачи, меѓутоа малку нешто поинаку. Сузе, добро утро понеделнички, како сме? Одлично, задоволително. Задоволително, драго ми е што го слушам тој одговор и ќе посакам на нашата гостинка Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добре ни дојдовте и добро утро. Благодарам на поканата. Секако, Сузе, ќе зборуваме на што најмногу да внимаваме при купувањето на сега, нели, некои попусти, акции, дали се вистински попустите или пак не? Е прашањето. Да, интересен период на годината е ова, на крај на годината, кога сите нешто неминовно сакаме да купиме и на попуст, особено затоа што се наближува оној црн петок или популарен Black Friday, кога знаеме дека во цел свет се прави една огромна стратегија за да се стигне навреме прв пред сите и да се купи посакуваниот производ. Така да во вистинско време го имаме овој гостин. Повелете, ајде да ве слушнаме со Благодарам разговорот. многу. Добро утро, Тања, официјално. Добро утро уште еднаш. Драго ми е и благодарност што секогаш одговарате на нашата покана, еве за сите нас во улога на потрошувачи, во улога на купувачи, луѓе кои секојдневно имаме потреба да купиме нешто, но не секогаш сме задоволни од услугата која што ни ја даваат таму каде што пазаруваме. Пред се сакам да прашам колку години постои ова организација на потрошувачи во Македонија? Организацијата на потрошувачи постои 28 ми се чини години, некаде од 1996 е формирана. И сите во секој на почетокот нели беше нешто сосема поинаку, бидејќи тогаш немавме ни закон за потрошувачи, сите одредби беа дисперзирани во повеќе закони. Луѓето не знаеа ни каде да се обратат за да се пожалат. Не знаевме да се снајдеме, а камоли и самите институции тогаш не беа спремни кога ние почнувавме со еден проект од германската влада, ни вика што ќе ние нас заштита на потрошувачи, па си имаме инспекцијски служби, имаме пазарна инспекција, доволно е. Меѓутоа, еве како поминува времето, веќе и на ниво на нели како ние одиме понатаму и се стремиме кон Европска унија и ова поле, бидејќи таму има цели директорати кои што се однесуваат конкретно баш на заштитата на потрошувачи, која што е мултидисциплинарна, моравме и ние како земја тоа да го направиме, па сега имаме нели закон кој што е повеќе пати изменет, меѓутоа е доближен доволно и на Европската унија. Е сега колку тој се применува е ова што ти го кажа, нели веќе го споменавме, дали попустите се реални или не, малце кај нас тоа поразлично и потешко се контролираат сите тие аспекти. Ако во последниот закон се внесе дека распродажбите ќе бидат само 2 пати годишно со точно одредени термини, сепак трговците кај нас умеат да си се снајдат во целата ситуација, па сега ако можете да погледнете на секаде по продавниците и моловите, никаде веќе не стои распродажба, секаде ви стои акциска продажба, бидејќи таа е со закон дозволена и може да трае 30 дена, тие само ги менуваат термините и сега повторно имаме она што и претходно го имавме, меѓутоа со друг назив. И тоа се причините поради кои потрошувачите на вистина треба да внимаваат кога влегуваат било каде, бидејќи ќе видите акциска продажба на не знам 80% намалени производи, меѓутоа кога ќе влезете внатре во продавницата, можеби само неколку производи се намалени, треба да ги барате низ цела продавница кои се тие на 80%, а се останато не е намалено, меѓутоа тоа се нели некои трикови кои што трговците успешно ги спроведуваат во текот на целата година, меѓутоа со наближување на празниците тоа ќе биде многу поизразено. Така. Во минатото не постоеја места кои што ги знаевме како аутлет, но во подново време тие се веќе многу распространети и луѓето веќе прифаќа да пазаруваат во таквите места каде што очекувано е дека нештата ќе бидат по многу пониска цена, но за жал не секогаш исто и таму во таквите продавници не пресретнуваат пониски цени од регуларните. Аутлет всушност подразбира да се купи едно парче облека кое треба да е со одличен квалитет, облека од прва рака, но да речеме, долго време не било продадено на рафтовите во продавниците и сега е сместено во аутлет. Тука се случува да бидат
потрошувачите многу често изманипулирани. Дали од овој тип поплати добивате? Да, се изманипулирани, бидејќи кај нас во пракса многу често тоа аутлет значи дека производите кои што се таму ставени во тој дел може многу често да ги добиете оштетени, не знам, ако е парче облека измачкано со пудра, со кармин или некаде има некакво дупче или некој извлечени, растегнати. Многу ретко се случува да добиете производ кој што навистина нели е квалитетен, бидејќи најчесто таму се или можеби ќе добиете поквалитетен производ, меѓутоа производи кои што нели подолго време не се купувале, па им се сменила и боја и така натаму, се јавуваат потрошувачи, се жалат и во тој поглед, меѓутоа секако кога нели купуваат нешто во тие сегменти, кај нас луѓето се научени дека можеби ќе им се случи нешто такво, ќе бидат изненадени од тоа што ќе го купат, затоа можеби мој совет е и кога купувате во аутлет, повнимавајте малце, подолг период бирајте ги парчињата кои што навистина сакате да ги купите, бидејќи може да се случи и да има нешто, да купите нешто што можеби ќе биде оштетено. Така. За 12 дена или поконкретно на 29 ноември е тој популарен црн петок или Black Friday, кога целиот свет е нешто на тој ден фокусиран, дури читав многу интересни занимливости поврзани за овој ден. Не земаат само еден слободен ден, туку земаат два за да можат навреме да стасаат до местата и да застанат во редиците да чекаат кога утрото ќе се отворат продавниците. Ова е само некоја фама која дојдена од другиот континент во Европа, се преселила и луѓето сакаат да веруваат во ваквите попусти и во ваквите начини на пазарување? И кај нас Black Friday не значи тоа што значи таму, во Америка, например, каде што така зимаат работни денови, слободни, па чекаат во редови. Бидејќи кај нас трговците пречесто почнаа да го употребуваат тоа Black Friday, па некојаш е дури и вторник и среда Black Friday. И не само во ноември, туку и во септември. И не само во ноември, туку во текот на целата година. И кај нас тие попусти не се толку реални како што се таму. Можеби ќе имате некои производи кои што исто сметале дека не им се трошат подолг период, па ќе ги извадат пред продавниците и ќе ги намалат, или внатре во продавниците ќе затекнете некои намалени производи, меѓутоа не е тоа на тој начин како што е таму со толку драстично намалени цени, и мислам дека веќе луѓето и сватија дека не е тоа баш така, иако се создава гужва секако, нели ние сме по менталитет традознал народ, сакаме да сме таму кога нешто се случува, сакаме да појдеме и да видиме, да речеме и чекај, па можеби па баш нешто ќе си најдам поевтино. И сега има, бидејќи во постојано се случува, не само и во делот на текстилот, и во делот на техничките производи, и во делот на мебелот. Тоа сакам да кажам, дали најмногу забелешки за каков тип на производи добивате? Дали е тоа за прехранбени артикли, дали е за бела техника, дали е за мебел или нешто останато? Па, ако во минатото имавме многу повеќе за прехранбени производи и јавувања, сега сем во делот на нели како се носат некои мерки на владата, па нели се објавува дека ќе има намалување на маржите, намалени цени, па сега граѓаните се јавуваат, викаат слушајте, и не се баш така намалени цените. Во тој поглед, меѓутоа многу помалку се јавуваат за квалитетот на храната. Меѓутоа во делот, да речем, на техничките производи, тоа си остана, значи гаранцијата и сервисирањето кај нас е навистина проблематично. Можеби во минатото белата техника беше поскапа, меѓутоа неве јас можеби подолго памтам кога ќе купевме еден шпорет или еден фрижидер, тој траеше со години. И уште трае. Сега и уште трае. Меѓутоа сега како ќе купите некој производ, не можете. Тоа ќе помине гаранцијата и веќе се јавуваат проблемите, и многу често луѓето имаат проблем дури на самиот почеток при купувањето на производите, па многу тешко се доаѓа до сервисот, па сервисот касно доаѓа, па нема делови, па навистина купувањето сега на технички производи ви е некако чиста среќа, дали ќе ви се погоди или нема да ви се погоди, меѓутоа имате
имате во законот и одредби кои што ве штитат, се знае дека сервисерот во рокот 30 дена мора да дојде, се знае дека ако во текот на гарантниот рок 2 пати имате исти дефект, третиот пат можете да си барате веќе нов производ или да ви ги вратат парите, или ако 3 пати се расипе со различен дефект, веќе четвртиот пат имате право на нов производ, го барате од продавачот. Тоа им го потенцираме секогаш на потрошувачите. Тука јавувањата се на вистина, да речам, секогаш на врвот, и сега зависно од периодот на годината, така и се движат. Еве сега ќе дојдат празници, па например ќе има почесто патувања, па имаме доста поплаки од кои ќе се вратат на неисполнети договори во делот на туристичките агенции. При почетокот на грејната сезона може би повеќе јавување во делот еве во Скопје за топлинската енергија. Значи зависно од периодите и јавувањата се менуваат, меѓутоа во делот на еве купувањето на облека, текстил, бидејќи тука многу често реагираат на некој недостаток на производи кои што се појавуваат. Да, кој ги штити потрошувачите при онлайн купувањето? Има ли некој закон кој тука ги штити? Да речеме, се повеќе читам и следам дека и покрај тоа што многу опомени има да не се охрабруваат да купуваат претежно преку интернет, луѓето повторно се одлучуваат на таа опција. Да, за жал така е. Меѓутоа, ние постојано апелираме, понекогаш и трговците нели кои што се бават на овој начин со онлайн продажба реагираат, викаат, ама тоа е иднината и вие постојано апелирате дека потрошувачите не треба да купуваат, меѓутоа ние постојано и потенцираме. Да, треба да се купува онлайн во ова време кога нели сите имаме недостиг на време, меѓутоа внимавајте каде тоа го правите, нека тоа бидат легални трговци. Не велиме да не се купува онлайн, меѓутоа немојте да купувате онлайн на социјални мрежи, бидејќи производите кои што се купени по Facebook, по Instagram или некои портали, дури некои веб страни има, каде што ќе ви речат дека ќе ви го донесат производот до дома, ќе платите достава, меѓутоа ќе ви речат дека замена ќе се прави, а тие се веќе недостапни, односно ве блокирале кога ги барате. Кога ќе ги барате, не бидејќи не ви издаваат ниту фискална сметка, нити сметко потврда, нити некаква фактура, не добивате ништо, го добивате производот, не ви даваат да го отворите кога ќе го добиете. И тука никој не го штити потрошувачот. И тука нема кој да го заштити потрошувачот, бидејќи тоа не се легални правни лица, тоа се некои физички лица. Јас сум купила од AliExpress 5 производи, па си ги продавам и правам некој профил, купи, продај и така натаму, не знам веќе какви се ги има. Може да се пријави во секторот за компјутерски криминал при МВР, тие ќе го затворат профилот, меѓутоа нема да ви ги вратат парите, нити ќе ви го заменат производот, а нашите луѓе се нели вични, па многу брзо ќе си отвори нов профил и ќе ги видите истите производи негде на друго место. Сосема накратко, Тања, ако денеска купам еден производ и не сум задоволна, кои се моите права? Можам ли да го вратам назад и дали се должни да ми ги вратат парите назад? Да, меѓутоа доколку тој производ што е купен не е користен, значи не е отпакуван, амбалажата не е искината, ако сте го купиле, меѓутоа не ви одговара по боја, форма, големина и така натаму, сум купила нешто црвено, ама гледам дома дека сега со тоа што сакам да го носам не ми одговара, во тој случај во рок од 15 дена можам да го вратам назад во продавницата, а продавачот е должен да ми или да ми го замени за нешто друго, по мој избор е тоа, пак потенцирам, или да ми ги врати парите. Многу често трговците избегнуваат, па знаете, ние не можеме, сега и веќе имате сметка, па треба сторно да правиме, па веќе не можеме тоа да го направиме, меѓутоа не е точно. Значи, потрошувачот има право или да, ако може да најде нешто друго и сака, да го замени за нешто друго, ако не, има право да му бидат вратени пари. Значи, правото за одлука, дали ќе се одлучи за друг производ или за пари, е исклучиво на потрошувачот. На самиот потрошувач, иако тоа трговците не го представуваат така и велат можете да земете нешто друго, меѓутоа не може да ви ги вратиме парите.
Слободанче, си имала ли ти некогаш искуства на оваа тема да... За жал, да. Да? Јас мислам дека горе-доле сите имале некое вакво лошо искуство што се однесува за нарачки и слично, па немаш кому да се пожалиш затоа што производот кој е донесен не е истиот што си посакувал да го имаш и веднаш си блокиран. Да. Да, Но тоа еднаш ми се случило и никогаш повеќе, нели? Да, не би сакала и јас да ми се случи. И јас сум имала исто такво слично искуство, па од тогаш не се охрабрувам да правам такви интернет авантури. Никако повеќе. Мислам дека можеби нашите генерации не толку, меѓутоа младите да, се повеќе изложени, да. Се лажат. Научени се да купуваат, иако они па малце повични се од нас, па си купуваат можеби не на некои мрежи кои што истражуваат малку што ги враќаат производите, меѓутоа еве ова конкретно кај нас е малце потешко, се надевам дека со текот на времето и тоа ќе се регулира и дека нема да има такви измами при онлайн купувањето, па и ние ќе можеме нели мирно да си нарачаме нешто, да шопингуваме така. И да си го добиеме дома, нели да си ги платиме. Она што го замислуваме дека го треба сакаме, да го биеме, да. Тања, многу ви благодарам за ова утринско гостување. Верувам дека ги подсетуваме постојано вака нашите гледачи дека сите пари се вредни пари и не треба да за наши пари да дозволиме некој да не манипулира. Еве доаѓаат празници, време во кое секој еден сака нешто да потроши. Многу среќа во пазарувањето посакуваме и многу успешно остварени вакви конекции помеѓу купувач и оној кој што и продавач. Со некоја следна тема повторно ќе се видиме во нашето студио. Благодарам, Сузе. Јас еве ви препорачувам на граѓаните идат божични, новогодишни празници, сите сакаме да купуваме, меѓутоа внимателно во секој сегмент и во дел на храната која купуваме, и во дел на текстилот, и во дел на техничките производи, и во патувањата кои што ќе се реализираат, значи секој да си бара конкретно тоа што треба, договори, сметки за во иднина доколку се случи нешто, има можност да се реагира и да нели да биде секое новогодишно и божично искуство позитивно. Така е, благодарам. Благодарам многу. Ви благодарам за разговорот и добро беше да слушнеме понеделнички вакви совети, за да се подсетиме што треба, а што не треба и како треба, на што најмногу да внимаваме кога купуваме.